Почитувани слушатели, еве како што најавив на почетокот на нашата радио програма, денес разговор ќе водиме со поранешниот полициски генерал на Република Македонија, господинот Стојанче Ангелов, а сега деградиран во обичен инспектор на македонската полиција. Инаку господинот Стојанче Ангелов беше и учесник во војната, односно конфликтот 2001 година. Господине Ангелов, вие исто така сте и председател на Достоинство. Добро утро на вас. Добро утро. Еве, како што кажав во воведот за нашите слушатели овде во Австралија, диаспората, а исто преку брановите на Радио Лав од Охрид, оваа македонска радио програма се пренесува во Република Македонија. Јас бих сакал на почетокот да кажете збор-два за вашата лична карта, кој е поранешниот генерал Стојанче Ангелов, учесник во конфликтот или војната 2001 година. Па најкратко работев 7 години во единицата за специјални задачи Тигри, за да веднаш по завршувањето на војната во 2002 година бидам деградиран во инспектор за кражби, работно место на кое што останав до денес. Во 2001 година за време на вооружените действија бев командант во последните полициски единици и заменик командант на Тигрите. Добро, еве веќе кога го започнавме ова интервју, вие сте познат на македонската заедница овде во Австралија и пошироко, дека бевте учесник во војната, во конфликтот 2001 година. Кажете ни како тоа се случи, дали беше конфликт, војна беше или бевме нападнати од Косово, од Косовскиот воен корпус? Прецизен одговор на ова прашање не би можел да ви дадам. Во Република Македонија постојат различни толкувања за тоа што ни се случи во 2001 година и едни исти автори од македонска страна дават различни толкувања, а особено карактеристично тоа што имаме сосем различно толкување помеѓу македонската и албанската страна. Додека албанската страна тврди дека се бореле за човекови права, ние сме длабоко убедени дека тие не се бореле за ништо друго освен за освојување на територија на Република Македонија, затоа што нивната идеја беше да отцепа дел од територијата на Република Македонија. Добро, видливо е тоа спрема нас, спрема дека човековите права во Република Македонија беа загарантирани со Уставот на Република Македонија од 1991 година и една од најдемократските, ако не и најдемократска држава во Европа. Но сепак се случи војна, а денес тие истите терористи под водство на Али Ахмети се во коалиција во владата. Јас само би сакал да додадам дека борбата за човекови права беше само параван позади кој што се криеја нивните територијални претензии. Инаку ние во 2001 година не војувавме само против домашните екстремни албанци, тие беа подпомогнати со екстремисти од Косово, понатаму имаше екстремисти од Јужна Србија, во делот каде што мнозинското население албанско, меѓутоа добива голема логистика од Албанија. На еден начин македонските безбедносни сили во 2001 година војуваа против терористите на голема Албанија. А што се однесува до вториот дел на прашањето по завршувањето на вооружените действија, истите оние кои што со оружје ја нападнаа нашата држава, кои што и нанесаа непроценлива загуба на државата, не само во човечки животи, бидејќи убија многу наши колеги, тие исто така нанесоа и голема економска штета на Македонија. Токму во тој период беше продаден и државниот Телеком и една голема сума на пари наместо да биде потрошена за развој на нашата држава, заврши во вооружување и муниција, што според нас беше непотребно, бидејќи правата на албанското малцинство во Македонија беа највисоки права во овој регион, па според мене можеби и во светот, затоа што ако ние ги споредиме правата на албанците кои што ги уживаа пред 2001 година, во споредба со правата на македонците кои што живеат во другите држави на Балканот, правата на македонците се на најниско можно ниво, особено во споредба со правата на албанците. Нели ова нас не враќа на Конгресот на Президентската лига? Па токму тоа е суштината на она војна од 2001 година. Албанците работат повеќе од 100 години на идејата за голема Албанија. Тие и сега оваа година има прослава од годишнината од таа Призренска лига и донесувањето на Призренската декларација со која што е нацртана картата на голема Албанија. Албанскиот сон за голема Албанија кај
дел од албанските екстремисти се уште живее и тие се надеват дека иако веќе сме 21 век ќе успеат да ги обеди на териториите на кои што живее албанското население. А тоа албанско население новија територии не живеело од секогаш, тоа е македонска територија. Ние ако го земеме примерот во Република Македонија имаме многу села кои што биле до пред 50 година чисто македонски села, каде што немало ниту еден албанец, или делови во Скопје, во Куманово, во Тетово, меѓутоа денес таму албанското население е во мнозинство. Тие со оној енормен наталитет успеаја да го истиснат македонското население од тие простори, така што ние денес реално немаме нити контрола врз таа територија. Некои од нашите политичари тврдат дека западниот дел на Македонија не е изгубен. Меѓутоа, спрема моите видувања, јас сметам дека навлегувањето на македонците од Косово и од Албанија во Република Македонија физички, иако границите политички не се променати, меѓутоа физички сепак е демографскиот изглед на Република Македонија е променет. Кој е вашиот став, вашето мислење, бидејќи вие гледате што се случува на теренот? Формално правно, целата таа територија во границите на Република Македонија, меѓутоа македонците не се чувствуваат безбедно да отидат во тие подрачји, каде што албанците живеат во мнозинство, а во голем дел и живеат исклучиво албанци, така што ние функционално немаме контрола на целата наша територија. Од друга страна, проблемот настана особено се зголеми со територијалната поделба во 2004 година и со прогласувањето на тогашните општини беше направена на таква поделба што многу населени места во кои што живееа македонци подпаднаа во општини каде што мнозинството беше албанци, така што тоа беше катастрофален чекор според нас. Од 2004 година наваму ние изгубивме територии кои што претходно беа македонски. Така, тоа беше за време на владењето на Бранко Црвенковски, а тоа ме навреќа да ве запрашам 2002 токму тие победија и дојдоа на власт. Зошто бевте вие деградиран од генерал во инспектор, бидејќи кога знаеме дека кој е вашиот допринос за одбраната спрема Уставот на Република Македонија на суверенитетот и интегритетот на таа држава? Јас сум само еден од многуте, за жал. Ќе беше добро доколку бев само јас. За жал, деградирани беа најголемиот дел на високи полициски старешини, па речи си сите, особено командантите и највисоките старешини од специјалните полициски единици, од останатите посебни полициски единици и делумно и од армијата. Ние тоа го доживеавме како деградација затоа што се браневме сопствената татковина. Јас немам направено нити еден греф, нити едно кривично дело. Јас во 2001 година ја бранев мојата земја, бев тешко ранет во борбата во Рачиново, мене ми недостасува дел од десниот бел дроб, јас сум тежок воен инвалид, меѓутоа и по соревнувањето продолжив да помагам на мојата единица за да извојуваме победа против терористите. Најверојатно тоа беше мојот греф, меѓутоа греф и на останатите високи старешини кои што веднаш после промената на власта во 2002 година завршија на многу пониски деградирачки места со кои што всушност тогашната гарнитура сакаше да не казни затоа што ја браневме нашата татковина. Меѓутоа многу лошо е тоа што повраќањето на ВМРО ДПМН е на власт во 2006 година, партија која што поголемиот дел од нас ја доживуваше како национална партија, како своја партија. Овој тренд продолжи така што повторно поголем дел од старешините кои што војуваа во 2001 година останаа надвор од системот на безбедноста, на нивно место се ставаа луѓе кои што немаат допирни точки со 2001 година. Не знам дали се работеше за притисок на меѓународната заедница или некому од раководните структури не му се допаѓаше да има војни команданти кои што учествувале во војна во своите редови, така што до денес еден добар дел од старешините кои што учествува во 2001 година се тргнати на некои места каде што немат никакво влијание. Господин Ангелов, кога е во интерес прашањето на македонскиот народ и Република Македонија, не треба да имаме влакна на јазикот и со сите сили